Добро утро и за професорката Мирјана Најчевска, која што веќе ја гледам на Zoom апликацијата, како ни се вклучува во живо од Собствениот дом. Најчевска, добро утро. Добро утро. Ви благодарам што сакавте да се вклучите утринава, бидејќи јас вчера ви ја читав колумната која сте објавиле во Цивил медија и ми се виде многу интересна. Па разговорав всушност ќе го почнам со еден мал прочит на првиот пасус од колумната. За што станува збор? Омразата ја говорат професори, политичари и новинари. Омразата ја говорат млади и стари, припадници на различни етнички заедници, уверувања, жени и мажи. Се шири како пожар и граѓаните постепено почнуваат да прифаќаат како нормална, потребна, па дури и како составен дел на демократијата. Професорке Најчевска, сакам утрина да поразговараме не само за говорот на омраза кој што веќе стана и не само во Македонија, веројатно како што и самата велите и некаков составен дел од демократијата, туку за оваа длабока поделеност во политичките општества во кои што живееме, не само на нашата географија. Прво, можна ли е демократија во која што има толку многу омраза? И за поделеноста и за омразата. Никако не е возможна демократија кога има толку многу омраза, заради тоа што демократијата во принцип значи разговор, комуникација, градење на заеднички ставови, обезбедување на интересите на голем број граѓани, меѓутоа не само на мнозинството, туку и на оние кои што ги нарекуваме малцински групи по било кој основ. Меѓутоа се стекнува впечаток дека во денешно време не само во Македонија, туку и на еден поширок план, како да се намалува чувството за јавното добро, за она што е бенефит на целата заедница. Обштествата и луѓето стануваат многу затворени и себични во однос на одредени своји посебни интереси, потреби, задоволување на желби и слично, и пандемијата во голема мера некако им помогна во овој облик на затварање. Исто така, еден од големите проблеми на отсуството на вистинска комуникација, на поделбите и слично, е намалувањето на нивото на знаење, на обштественото знаење, знаењето за обштествените процеси. Некако како технолошкиот развој и таа се поголема зависност и од она што представуваат технолошки гаджетси да не оди заедно со развојот на свеста, на моралната свест на луѓето и не оди заедно со развојот на чувството дека сите ние живееме на овој еден камен што се нарекува земја, кој што се движи низ вселената и дека немаме резервно место и дека мораме да најдеме начин како да комуницираме меѓу себе и да обезбедиме живот за сите на земјата. И тоа ме води во еден друг заклучок дека можеби сега човештвото е на тоа ниво на развојот кога почнува на некаков начин да ја сознава својата инфантилност. Имено, децата се оние кои што не успеваат секогаш да комуницираат меѓу себе, кои што ги изразуваат емоциите на многу агресивен начин некогаш, кои што не успеваат да ја контролираат својата агресија и слично. Значи, човештвото изгледа во таа некоја почетна фаза на осознавање дека треба да пораснеме и дека треба да влеземе во светот на возрастните и можеби тогаш ќе успееме да почнеме да наоѓеме начин за комуникација. И само уште едно нешто кое што во рамките на сето ова ми паѓа на памет, како потврда, не негирање на ова, е тоа што во суштина луѓето успеваат да искомуницираат многу добро, на многу интересен и многу креативен начин, тогаш кога станува збор за
криминалните договори, за криминогено договарање меѓу криминогени структури и слично. Тоа повторно само го потврдува она ниво на себичност кое што постои на некое општо човечко ниво и кое што ги оневозможува луѓето да го осознаат јавното добро, меѓутоа не јавно добро само во нивната непосредна средина, не јавно добро на ниво на држава, туку јавно добро на ниво на земјина топка. Професорке, ја спомнавте технологијата, предпоставам дека на тоа мислите и кога се социјалните медиуми во прашање. Деновиве гледаме во најстарата демократија во светот како социјалните медиуми и нивниот предводник, веќе поранешниот до Пладнево таму кога ќе биде претседател Трамп, ја мобилизираше онаа маса која што видовме што направи во Конгресот. Ги спомнувате младите кои што се одучуваат да комуницираат во нешто што се нарекува социјална директна комуникација. Гледаме дека сега Трамп го забрани од социјалните медиуми. Како воопшто ја гледате оваа цела сфера на наплив на социјалните медиуми кои што стана неодделив, да кажем, сегмент од демократијата, но кои што истовремено стануваат и голем проблем за демократијата, бидејќи тие имаат голема моќ да мобилизираат на акција, меѓутоа изгледа немаат моќ, овој што и самата го говорите, да мобилизираат кога треба акцијата потоа да се претвори во нешто конструктивно. Значи, социјалните медиуми се една моćна алатка, нешто кое што човекот можел само да го сонува порано, дека може да го има како алатка за комуникација, за разбирање, за дознавање на информации и за ширење на информации. Значи, овие социјални медиуми успеваат да ја издигнат слободата на мислата, на изразувањето на едно сосема ново ниво. Меѓутоа, ако се вратиме на она што го кажав, на инфантилноста на човештвото, тоа е исто како на 5-годишно дете да му дадете пиштол во рака. И тоа е воодушевено од играчката и пука наваму натаму, меѓутоа многу лесно може да се повреди и самото себе и да повреди некој друг. Значи, овие медиуми, развојот на овие социјални медиуми не одеше во чекори, не оди во чекор со развојот на свеста на луѓето, со развојот на знаењата на луѓето, со развојот на нивниот критички ум кој што може да направи селекција меѓу огромниот број податоци кои што ги добива и во рамките на таа селекција или со помош на таа селекција да изгради собствен став. Значи, многу лесно овие социјални медиуми всушност стануваат нов облик на поведување на масите, на линч, она како порано на Дивиот Запад што било, ајде ќе го бесиме човеков на гранка, ајде сите, па после тоа ќе сватат дека направиле грешки и ќе се кајат и слично. Исто е со денешните социјални медиуми, меѓутоа на еден многу поширок на едно многу пошироко ниво, во едни многу пошироки размери, кое што ги прави многу посебно оружје, наместо да ги прави орадие на демократијата. Да, всушност и релативно мал број луѓе можат да предизвикаат огромни проблеми. Професорке Најчевска, и јас заради професијата и вие заради вашиот јавен интелектуален ангажман сте јавна личност. Изложени сме на говор на омраза. Како вие реагирате лично кога кон вас се практикува, да кажам, таа грда форма на говор на омраза? Добро, ниеден човек не може да каже дека е рамнодушен на говорот на омраза и слично. Меѓутоа, јас некако добив впечаток дека тоа е нормален дел од мојот јавен ангажман. Имено секогаш зборам за тоа, кога ќе решиш да влезеш во боксерски ринг, да, си решил дека ќе се тепаш, знаеш дека ќе добиеш удари и знаеш дека можеш да добиеш и нечисти удари. Значи, многу свесно сум влегла во целата таа ситуација, никој со сила не ме терал и автоматски морам да изградам некои психички заштитни механизми. Мене тоа некако ми е лесно, заради тоа што имам
поддршка од потесното семејство, поддршка од сите оние кои што се околу мене и слично, а може би е тоа поврзано и со селф-естимот на луѓето кои што можат или не можат да ги проценат објективно своите способности и да го разделат она што е лажно и злонамерно и навредливо од она што е вистинска критика која што не смееме да ја пренебрегнеме и не смееме да ја заборавиме и не смееме да се изолираме од нејзе, колку и да е некогаш грубо кажана. Значи, немам некој голем проблем, социјалните медиуми ја даваат таа можност да блокираш некого доколку навистина сметаш дека нема услови за разговори, дека нема елементарни моменти, аргументи околу кои што би сакал да отвориш дебата и на тој начин навистина не мислам дека имам некои посебно големи последици од говорот на омраза. За крај да ве прашам, бидејќи и вие сте позната по тоа дека не се сопирате да критикувате власта, меѓутоа се чини дека нашата опозиција во последниве години како да ја подкрене онаа пречка за тоа што се говори во врска со власта, не се тоа само критики, туку понекогаш и знае да практикува и говор на омраза. Колку политичарите всушност придонесуваат во целата оваа атмосфера на вжештување на јавната сфера, не само според речникот, туку и според квалификациите, според не знам, некакви прогнози, закани, вознемирување и така натаму. Има ли таков сегмент кој што може би треба да се преиспита? Многу придонесуваат. Значи и тука јас не би зборела само еден сегмент е она што представуваат лични навреди, меѓусебни навреди, вадење на валкан веш и слично. Она што мене најмногу ме загрижува во говорот на омраза на политичарите, тоа е создавањето на атмосфера на страв. Во моментот кога кај граѓаните ќе побудиш страв дека ќе биде засегнато неговото семејство, неговите приходи, страв дека ќе биде засегнат неговиот идентитет, на било каков начин ќе бидат засегнати уверувањата и слично, всушност ја убиваш демократијата, заради тоа што уплашените луѓе вообичаено не критикуваат, не прашуваат, не контролираат. Уплашените луѓе можеш да ги поведеш само во стампедо, а стампедото гази се пред себе, руши се пред себе и не може да биде употребена човечката енергија за градење, туку може да биде употребена само за рушење. И мислам дека тоа е она што го прават нашите политичари и тоа е најстрашниот елемент од нивната неукост, од нивната инфантилност и од нивната неспремност на вистина да работат во полза на јавното добро. Професорка Мирјана Најчевска, ви благодарам многу за оваа значајна утринска интервенција што ни ја направите во утрински брифинг. Многу ми се допаѓа вашата суптилна дистинкција дека говорот на омраза никако не може да биде орудие во демократските процеси, меѓутоа исклучително моќно оружје кое ја убива демократијата. Ви благодарам уште еднаш и имајте убав ден. Не знам колку е температурата таму, знам дека живеете во Скопје, не знам колку е сега таму температурата, ма овдека се уште е минус 7-8 степени. Па овдека е минус 12 во Сандево, во село, така што е преубаво да се излези надвор и одеднаш да добиеш црвени образи. Благодарам за поканата.